Не само што ќе го собере со неговиот авион, бугарскиот претседател Румен Радев заедно со македонскиот Стево Пендаровски дури за 2 дена ќе одлетаат за Рим да го честуваат делото на светите браќа Кирил и Методи. Ниту еден владен представник, ресорен министер не најде време во својата агенда да се појави на молебенот кај папата Франциск, а Радев веќе ја покажува и водечката позиција, па во изјава токму денеска ни порачува оти патот на Македонија кон Европската унија водел преку Софија. Најважно е Бугарија како таква одговорна членка да не дозволи да се внесат многу проблеми во Унијата. Европскиот пат на Македонија е преку Софија и тоа е патот за решавање на сите проблеми. Инаку Радев во среда напоминување ќе го собере Пендаровски, но нивното патување 2 дена по денешниот празник нема да значи чествување на светите браќа, туку заедничка посета на Ватикан, вели за Алфа поранишниот амбасадор во Италија Оливер Шамбевски. Ако веќе претседателот од објективни причини не можел да присуствува, значи не го видовме министерот за надворешни работи дека е таму. Не ја видовме министерката за култура дека е таму, министерката за образование. Не видовме многу чудно отсуство на високи македонски представници на молебенот на Свети Кирил. И повторно ќе ви кажам, не е оправдување нивната запатеност, бидејќи сите нив ги видовме со премиерот Заев денеска во на чествувањето во дворот на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Токму заедничкото патување на Пендаровски и Радев во Рим за премиерот Заев било шанса да се направи исчекор во процесот на наоѓање решение во спорот. Верува во европскиот дух на председателите, ама на патот до Рим не можело да се испеглаат несогласувањата. Очекувам помеѓу нашиот председател Пендаровски и бугарскиот председател Радев да се најде некој исчекор во поглед на надминување на овој проблем кој што дефинитивно ја кочи и европската интеграција на целиот Западен Балкан, но и нашите европски перспективи. Верувам дека европскиот дух, кој што и председателот Радев го негува, но и нашиот председател ќе бидат доволен импетус помеѓу двајцата да направиме еден исчекор и да продолжиме понатаму. Шефот на државата Пендаровски пак пред неколку дена порача дека не исклучува можност да имаат разговори за бугарската кочница, ама немало да отстапат од веќе кажаното.